студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9, добро вечер. МВР го пронајде и повторно го уапси 47 годишниот Александар Лазаров, кој претходно избега од прозорец од полициската станица во Кочани. По наркодилерот беа распишани централна и меѓународна потерница. Александар Лазаров, познат како Цуна, падна в рацете на полицијата, откако претходно преку прозорец избега од полициската станица во Кочани. МВР за него распиша централна и меѓународна потерница, пошто вчера бил уапсен од страна на органите на прогонот во Скопје. Тој е осумничен за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а му се заканува затворска казна од 3 до 10 години. По неговото апсење согласи директорот на БЈБ, кој кажа дека законот важи за сите и дека правдата го стигнува секој. Но Јанев најави дека случајот со фаќањето на бегалецот не завршува, туку продолжува со внатрешна истрага. Сакам јасно да порачам дека со пренаоѓањето на бегалецот не завршува и нашата обврска за целосно расчистување на случајот. Внатрешната истрага продолжува и секој што со постапување или непостапување придонел за овој настан ќе сноси одговорност согласно закон и утврдените процедури. Должни сме да бидеме отчетни, транспарентни и да постапуваме со интегритет, без разлика што лицето е повторно лишено од слобода, пропустите мора да бидат утврдени, а одговорност мора да има, напише Јанев на Facebook. Акцијата е поздравија и од владеачката ВМРО ДПМН. Премиерот кажа дека со апсењето на Цуна во вода паднале сите лаги на СДСМ. Неколку дена ги слушаме како дилерот од Кочани му бил отворен прозорот, па тој избегал, еве вчера е приведен, онаму е однесен каде што му е местото во затвор, исто како што оние беа пронајдени во Драч и исто така донесени овде. Ние ќе се соочиме со една небулозна ситуација од страна на опозицијата. Тие колку повеќе лажат, толку повеќе тонат. Цуна пред 4 дена успеа на филмски начин преку прозорец да побегне од полициската станица од Кочани. Опозицијската СДСМ во повеќе наврати обвини власта за неспособност и побара оставка од министерот за внатрешни работи Панча Тошковски. Габриела Лескова, Сител телевизија. Председателот на граѓанската опција за Македонија Громи, поранешен градоначалник на Карпош, Стефчо Јакимовски, доброволно замина на ослужување затворска казна од 6,5 месеци, соопшти од неговата партија. Длабоко сме разочарани од кривичниот суд, кој го осуди нашиот председател затоа што поставил 2 времени градби, бараки, во кои општината функционираше 13 години. Не направи никому штета, туку оштетата за сите тие години заштеди 1,5 милион евра кирија, доколку користеше простор под закуп и она што е најбитно, тој е единствениот случај во Европа кој ќе одлежи ефективна казна затвор за ова измислено кривично дело за поставување на времен објект со одлука на Советот на општината со потврдена програма за работа од истиот, програма за јавни набавки и обезбедени пари од буџетот на општината. Тој бараките не ги постави за своите деца и своето семејство, туку за граѓаните на Карпош, велат од Гром. Растот на тензиите на Блискиот Исток повторно ги крена цените на нафтата. Дали Македонија ќе активира нови кризни мерки? Во овие вести одговори бараше Мартин Арсов. Па да, поради новите напади меѓу Соединетите Американски држави и Иран, нафтата на светските берзи повторно поскапи. Во моментов суровата нафта од типот Брента се тргува по над $85 по барел. За да го ублажи ценовниот шок кој што следи, владата најверојатно уште викендов ќе свика вонредна седница и ќе донесе мерки за цените на горивата, односно ќе ги намали акцизите и на дизелот и на бензините. Во меѓувреме, утре во владата ќе се одржи средба помеѓу владата, синдикатите и работодавачите, а на седницата на економско-социјалниот совет меѓу точките не е исклучено да се вметнат и цените на горивата, но и на храната. Еве што треба да знаете во пресрет на утрешната седница. Повторно ќе се активираат мерките за цените на горивата. Владата најверојатно викендов на вонредна седница ќе ги намали акцизите и за бензините и за дизелот. Прво ќе се анализираат цените на берз во изминатите 2 недели. Одлуката би требало да важи од понеделник на полноќ, истовремено од кога ќе стапат во сила и новите цени од регулаторна.
Со ова се очекува да биде продолжена и кризната состојба, која истекува исто така во понеделник. Некој ќе рече, ама платите кај нас какви се во Германија, какви се? Да, ама цената на горивата е од берза. Од кај што купува Германија, купуваме и ние. Не купуваме ние од различно место, ние немаме во двор извор на нафта, па од тој извор на нафта да ги полниме резервоарите на нашите автомобили. Така што од кај што купуваат, тие купуваме и ние. Прашањето е зошто е таму 2 пати поскапо, зошто во Албанија е 70% поскапо, зошто во Грција е речиси 2 пати поскапо. Зошто во Србија е 50% поскап. Тоа се политиките на оваа влада во насока на подобар стандард за граѓаните. Од претходното намалување на акцизите, државата изгуби околу 24 милиони евра. Покрај цените на горивата, владата ги следи и цените на храната. Во финална фаза е анализата на околу 600 основни производи, која ги следи маржите низ целиот синџир, од производителите до трговците. Онаму каде што нема, како да речам, пазарна логика во зголемувањето на некои цени, маржи и така натаму, таму ќе реагираме, бидејќи не сакаме да прават екстра профити на грбот на граѓаните во вакви тешки услови кога имаме светска економска и енергетска криза. Значи мораме да внимаваме, тоа го сублимираме, разговараме, нон-стоп имаме диалог, тоа ќе го потврдат и стопанските комори, имаме диалог и со маркетите, и со трговците, и со добавувачите, производители, имаме нон-стоп имаме комуникација со возниците. Цените на горивата и храната не се официјално предвидени како точка на дневен ред на утрешната седница на Економско-социјалниот совет, но од Министерството за економија не ја исклучуваат можноста да се отвори дискусија и за овие прашања, доколку тоа биде предложено од членовите на советот. На утрешната средба меѓу владата, синдикатите и работодавачите треба да биде усвоена владината потрошувачка кошничка. Тоа не е мерка за цените, туку пресметка што ќе ја прави државата, за тоа колку пари му требаат на едно 4-члено семејство, за да го истурка месецот. Таква математика прави синдикатот и ја нарекува минимална кошница, но власта не ја прифаќа и најави дека ќе си прави своја, просечна. Треба да почне со примена од септември. Утрешната седница на Економско-социјалниот совет е 8 поред во мандатот на оваа влада. Мартин Арсов, Сител телевизија. Летал со владиниот Лирџет за приватни потреби, а со сопругата се возеле во изнајмен рента-кар возила исто така за приватни потреби. Ова е дел од обвинителниот предлог за екс-директорот на службата за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски. Поранешниот директор на владината служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски за лични потреби летал со владиниот авион, а по хотели и угостителски објекти во странство неосновано трошел пари од службената картичка. На овој начин го оштетил буџетот за околу 41.500 евра. Обвинителството против него поднесе обвинителен предлог, го товари за продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, како и фалсификување службена исправа. За приватни потреби и без да постои основ го користел владиниот авион Лирџет 60, а при патувањата од сметката на Созара се вршени плаќања по разни основи. Освен тоа, за хотелски и угостителски услуги, обвинетиот неосновано користел средства од службената картичка издадена на негово име. На тој начин го оштетил буџетот на Созара за значителен вкупен износ од 2.562.139 денари. Соопштија од обвинителството. Во обвинението се додава и дека во периодот од октомври 2023 до јуни 2024 година обвинетиот свесно овозможил противправна имотна корист за пилот вработен во Созара, иако знаел дека пилотот ниту со дополнителни обуки нема да ги исполни стандардите потребни за летање со Лирџет 60, него задолжил да ги врати парите потрошени за обука и него известил надлежниот сектор да му го прекине работниот однос. Пилотот продолжил да зема плата за работно место капетан водач на воздухоплов, со што предизвикал штета на буџетот од 5.041.624 денари, соопштија од обвинителството. Обвинетиот екс-директор на Созара Мирчевски се товари за фалсификување службени исправи при јавни набавки за изнајмување возила, наменети за превоз на странски делегации и за транспорт на цивилно население евакуирано од Авганистан во земјава. Сите договори биле склучени со иста рентакар фирма од Скопје, а во службените изјави за непостоење на судирни интереси обвинетиот внел невистините податоци, дека нема приватен интерес при реализација на јавната набавка или каква било материјална или нематеријална корист. Наспроти ова,
почнувајќи од периодот пред склучување на јавната набавка, за време и по престанокот на неговиот мандат. Тој и неговата сопруга користеле возила без надомест од истата фирма за патувања во земјава и во странство, велат од обвинителството. Оттаму и додаваат дека се запере истражната постапка за давање подкуп против собственикот на рентакар фирмата, бидејќи од прибавените докази, јавниот обвинител не утврди дека кај него постоела умисла да добива владени тендери преку давање возила без надомест на сега обвинетиот. Инаку финансиската полиција кривичната пријава за Мирчевски ја поднесе на 5 февруари лани за сторени 4 кривични дела: примање подкуп, фалсификување службена исправа, проневера и несовесно работење во службата. Ден потоа, на предлог на обвинителството, судот му определи 30-дневен притвор. Во краток телефонски разговор, екс-директорот на Созара Пеце Мирчевски за Сител рече дека во текот на судската постапка ќе ја докажал својата невиност за кривичното дело за кое се товари. Александар Динев, Сител телевизија. Ново рочиште во судењето за 13 полицајци за трагедијата во дискотеката Пулс. Според сведоци, тие не помогнале при евакуација на посетителите кои бегале од пожарот, ниту им пружиле помош на повредените. Имаше полициски службеници во Пулс, ама тие не помагаа да излеземе од дискотеката. Ова го тврдеа сведоци на денешното судење за 13 темина полицајци обвинети за тешки дела против општата сигурност. Сведоците, кои трагичната ноќ се уште биле малолетни, во судницата рекоа дека и надвор, додека Пулс бил во пламен, полицајците не пружале помош на повредените. На рочиштето директно се соочија сведок и обвинет полицаец кој се втори братучеди. Девојчето тврдеше дека тој ниту вода не сакал да ја даде. Го видов мазнум, се обидував да си го земам телефонот, а тој ми рече дека не смеам да го земам. На метар или два од мене имаше пакет со вода. Јас му побарав на мазнум да ми даде едно шише, а тој ми рече каде да ти најдам шише вода, и повеќе вечерта не го видов. Обвинетиот и неговиот адвокат ги негираа тврдењата. Полицаецот рече дека му помогнал на девојчето, ги информирал и нејзините родители, а помагал и на други повредени. Нападот во судницата бил резултат на фамилиарни недоразбирања. Има директно помогнато на тоа лице со тоа што заедно со друго лице ја има однесено до паркингот, односно до патот, каде што било качено со возило, пошто веднаш има звонето на нејзините родители, ги има известено дека се наоѓа во животна опасност и да се упатат во болницата за да бидат со неа. Резултатот на сведочењето е нарушените меѓусебни семејни односи. Според двајцата сведоци, полицајци имало и внатре во дискотеката кои стоеле покрај шанкот. Друг полициски службеник пак бил близу вратата кога настанало стампедото. Со себе носел папка и не им помагал на лицата кои биле заглавени во ходникот. Според обвинението, полицајците требало да го спречат активирањето на пиротехниката, но и да воведат ред за непречен излез после настанување на пожарот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. На изјавата на адвокатот од прилогот реагираше сведокот Прешова, посочувајќи дека ваквите наводи се невистинити. Не е точно и тоа дека обвинетиот наводно ми помогнал со некое друго лице кое обвинетиот го именува како Александар. Дали тоа лице Александар е предложено како сведок од погоре наведениот адвокат на овие околности. Дека се работи за изнесени невистини и паушални наводи може да се уврди и од тоа дека наводно обвинетиот мазлум на моите родители им кажал дека сум надвор од животна опасност, бидејќи тој ниту го кажал тоа во неговата забелешка, на мојот исказ ниту пак може да знае кој во каква животна опасност е согласно квалификациите. Стои во реакцијата и во која се бара и јавно извинување од адвокатот. Правдата е конечно задоволена, констатира премиерот Мицковски по одлуката на судот Белата палата да биде одмрзната и партиското седиште да остане во собственост на ВМРО-ДПМН. Правдата конечно е задоволена. Вака премиерот Мицковски ја прокоментира судската одлука со која партиското седиште на ВМРО-ДПМН, познато како Белата палата, нема да биде конфискувано и останува во собственост на партијата. Сепак, кога станува збор за ослободителната пресуда за неговиот претходник Никола Груевски, Мицковски ја префрли политичката одговорност кај претходната власт. Според премиерот, ваквиот епилог е директна последица на политичките калкулации на СДСМ и ДУИ, со кои се донесува измените на кривичниот законник. За другиот дел од пресудата и лицето кое што е фатено со другиот дел од пресудата, од она што можев да го прочитам од одговорот на Кривичниот совет при Основниот суд,
можам да заклучам дека станува збор за последица од законските измени во кривичниот законник донесени од претходната влада на СДСМ и ДУИ и како резултат на тие законски измени ние кажавме во минатото многу политички амнестии имаше, но многу политички амнестии и ќе следат. За жал, еднаш како ќе направите грешка, таа грешка потоа станува правило и ве следи. Но според опозицијската СДСМ, токму контролата на премиерот врз судството и обвинителството го спасиле екс-премиерот Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и со одмрз на имотот на ВМРО ДПМН. Сега на сите граѓани им е јасно зошто ја тргнаа Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2. На сите им е јасно зошто беше поставена обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, зошто се менуваат и назначуваат судии блиски до Мицкоски. Случајот Талир 2 се однесуваше на изградбата на партиското седиште на ВМРО ДПМН. Според обвинението, тогашниот претседател на партијата Никола Груевски и генералниот секретар Кирил Божиновски направиле незаконски договор со градижната фирма Бетон Скопје. Фирмата изградила луксузната зграда целосно на свој трошок, иако тоа било економски неоправдано за неа. За возврат, Бетон наводно добивал милионски државни тендери. Во првата присуда во 2022 година Груевски беше осуден на 6 години затвор, а Божиновски доби условна казна, судот нареди зградата да се конфискува. Сепак апелација укина првостепената присуда, а по измените на кривичниот законник, делото за Божиновски целосно застаре, а на повтореното судење, судот донесе ослободителна пресуда за Груевски, со што белата палата останува во сопственост на партијата. Тамара Дичевска, Сител.